Па и кај што сум работел во медиуми, најчесто мислам дека се полагало внимание на се посветувало внимание односно на употребата на македонскиот литературен јазик. И мислам дека тоа не е неважно. А пак ние како универзитетско радио, богами, да, треба да внимаваме. Уште како треба и со студентите кои што доаѓаат овде, мислам дека треба да се почитува и да се употреба тој македонски литературен јазик. Јас мислам дека многу одговори на овие прашања всушност добив денеска од професорката. Да, може да одиме полека. Снимките се таму десно. Јас ќе отидам да ги. Така, може Игор. Ајде да видиме што Игор ќе ни пушти прво. Јас реков дека ние имаме снимки со професор доктор Виолета Димова од филолошкиот факултет. Со неа извадивме неколку снимки кои што според мене се интересни. Говори таа за многу нешта, но најпрво мислам дека ќе слушаме што ќе ни пушти Игор и ќе одиме со тој дел, па потоа ќе коментираме. Мислам дека слушателите кои што се нас ќе бидат заинтересирани за ова. Ова е прво издание на ненокина програма на Универзитетското радио УГД ФМ и избравме ваква тема. А богами да ви кажам дека имаме извонредно интересни теми и за наредниот период. Ајде да видам Игоре што прво оди од денешните снимки. Знаете што, јас сум цел живот во образование. Значи, јас друга професија не сум имала. Така што, додека работев во Скопје, немаше таков притисок, да речам, кај нас професорите, да интервенираме во однос на говорот на нашите ученици, односно не зборуваат или со некои мали исклучоци во Скопје не зборуваат на дијалект, затоа што дијалектот што си го носат од местото од каде што доаѓаат тие или нивните родители, веќе во средината не може да звучи така како што во средината во која што живеат. Така што дијалектот можеби дома го зборуваат, можеби не, но во институциите, особено во образовните институции, тоа не се чувствува. Зашто го почнав овој вовет? Заради тоа што веќе 10 години сум во Штип и 10 години јас имам, не можам да речам дека е проблем, децата се фантастични, добри, прифаќаат, меѓутоа тоа е посилно од нив и тие и на часовите зборуваат штипски. Или пак, исто така, забележувам дека и тие што не се од Штип, а се од некое место од Западна Македонија, имавме доста студенти на почетокот од Прилеп, можеби имаме и сега, и тие можам јас да ги разликувам со оглед на широките вокали. Но, кога зборуваме, значи, за употребата на дијалектите, треба да ја поделиме, да го поделиме овој одговор на два одговора. А тоа е дека прашањето за дијалектите и употребата на дијалектите не зависи само од желбата, не зависи само од наставниците, туку и од средината. Океј, ја мислам дека сега сме во не. Требало се надевам дека ќе биде океј, јас не знам дали се слуша. Да, не, се уште не, меѓутоа мислам дека ќе. Ајде да видиме дали е добро. Не. За жал. За жал да има некој проблем тој микрофон. Небитно. Тоа мене да не ме сака микрофон, чудно. Ова е навистина чудно. Добро. Слушнавме Виолета Димова, така? Виолета Димова, професор доктор Виолета Димова. Еве слушна Игор, не знам, слушна и нашите слушатели дека ние имаме навистина една ситуација во која таа кога дошла, денеска се шегувавме, таа кога дошла на пример во Штип, долго време слушала Енос и не знаеа што е тоа Енос. Не само од студентите. Вели не знам што беше тоа, ама полека вели се учам и тоа е богатството вели на тоа што го имаме ние како одредена ситуација на дијалектите, но сепак вели ние треба да учиме заедно и македонскиот литературен јазик да го имаме. Мислам дека е интересно тоа што таа го кажа. Средината, каде што сме, влијае на тоа како ни е на нас со употребата на јазикот и оному кај што ќе отидеме, ќе мора да се навикнеме во секојдневниот живот да трпиме и дека некој ќе односно да навикне да трпиме, да слушаме дека ќе се говори и на дијалект. Но дефинитивно е за тоа дека во институциите, посебно на факултет,
треба да се говори македонски литературен јазик. И Така. наистина тоа е извонредно. Мислам дека е Сега мислам дека е во ред и стриминго на интернет и звукот само Ај твојот се микрофон надевам, не е само зборува и мојот на овој микрофон. микрофон цело време. Добро, ќе видам јас, додека ти говориш, јас тука ќе се обидам, моите научари се. Не е до тоа, мислам дека долу има проблем. Ќе видам. Океј, сега нешто следно што ќе слушнеме, Саша, мислам дека е подготвено таму број, снимката со реден број 2. Значи станува збор за две студентки, Ивана и Симона, кои што се на студии по новинарство и кои што се идни новинари, кои што се луѓе кои што да речам треба да бидат вклучени во негување на македонскиот литературен јазик и тие ни зборуваа за тоа колку понекогаш, да речам, би можело да биде пречка тоа што некој целосно него владее литературниот јазик и тоа би можело да биде пречка. Дали би можело да биде пречка или не? Ке ги прашавме студентките, тоа се Ивана и Симона, ако е подготвена таа снимка, би сакал да ја слушнеме. Саше? You light the skies up above me, a star so bright you blind me. Дали ви е пречка да се изразувате ако треба литературно да зборите? На мене не. От малечки научат да говорим литература на македонски, например, на школа, да ме учиме македонски още от първо отделение. И читаме на македонски литературни се и мислам, че не би трябвало на никой, що има учим на македонски, да му е пречка да разговарям македонски литература. Сметам, ти е недостатък да не си способен да разговаряш на литература на македонски, само заради това, че си припадник на отредена територия и говориш на един или на друг диалект. Симона, ти имаш ли, например, проблем, да речем? Не, нямам аз проблема. Сметам дека секој треба доволно да е запознае со македонски литературен јазик и едноставно да се Например, ако разбира. комуницирате со пријатели, на кој јазик зборите? Со приятели ще се, мислам, без разлика дали са приятели, ще живеят в ист град с мен или друг град, си говорим на диалект. Защото сметам, ти няма потреба да говорим на литературен язик, ти не разбира това, нещо сакам да кажа. А официјално треба да збориме на македонски? Да, официално да, защото реално на мен ми изгледа глупо, някой да ми излезе на вести и да ми говори на комановски или не знам шо. Да, тоа сакаш да правим, зашо е смешно да се збори на лирика? Например, и на мен ми е смешно. На мене, например, една колешка, седеме во кајме и си правим бед за моите родители. И викам, мојата мајка енос наполни 38 години. Вика, што е значи тоа енос на вас? Што би значи тоа енос? Добре. Она има некои зборови што не ги разбира од мојот крај. Исто така и јас не разбирам од нейниот диалект. Ама зашо е смешно? Шо мисле? Например, вести ми са Например, струмички, сега ти збориш струмички. Да. Зашо е било тоа смешно на мене? Например, за вести, ако съм в сбор. На мен вести ми са ако нещо официално, нещо, че се отнесва на цяла държава, на територия, на сите диалекти. И плавно е да се говори на македонски литература, отколкото да вземам аз да говоря на струмички, някой от Команово да говоря на комановски или аз ничо. Океј, мисля дека беше интересен овој мовет. Го слушна ли? Пајде, го слушнав јас моветот, само сега тебе дали те слушам. Добро. Ти ако се слушаш во програма, тогаш Да, окей. окей. Добро, тоа е важно. Јас и кога значи Ивана е студентка на новинарство и Симона исто така и јас искрено, значи многу ги сакам диалектите, уживам кога говорат, кога зборуваат така нашите студенти, ми се допаѓа навистина. И со кеф ги слушам. Струмичани, кавадарчани, сите. Интересно беше што овој разговор се водеше целосно на диалект. Морам да потенцирам дека некој од студентите, барем ти што зборуваше, дури не ни знае дека ги снимаме. И дека ти пристапи на штипски и тие пристапија на Ама имаше спротивставени мислења и најважно од се, овие студенти на филолошкиот факултет изразија желба некојаш да дојдат и спротивставени ставови во емисијава да спротивстават ставови. За диалектите баш? За било што. За било што. А за диалектите веќе има спротивставен став и мислам дека можеби баш и тоа треба да го направиме сега. Тие снимки не е лошо да ги пуштиме. Да, одиме, сега имаме као нарете професорката Вилета Димова,
за број 3, снимката број 3 за медиумите што зборува. Мислам дека се наредили, само треба да се кликне Stop Next таму, Саше, Ајде да видиме. за да слушнеме таа снимка, ако е подготвена. Јас сметам дека преку медиумите, ако не е наменски и ако не е врзана содржината на емисијата со дијалектите и употребата и богатството на дијалектите како извор за богатење на стандардниот јазик, не треба да се употребува дијалект. Никако. Никако. Тоа е грешка. Во медиумите. Затоа што медиумите се тие пак кои ги пренесуваат информациите и потребата од употреба на стандардниот јазик. Како тој да зборува на дијалект, а да промовира употреба на стандарден јазик? Не може. Меѓутоа, дека на вистина нема губење на дијалект. Да се разбереме. Не може да се загуби. Затоа што како ќе се загуби кога вие во Штипски зборувате на штипски, кога во Струмица струмички, во Охрид охридски. Значи, сето тоа е во ред и одлично е. Јас често пати го кажувам примерот дека кога дојдов јас во Штип пред 10 години, некои зборови не ми беа јасни. Барав да ми се објаснат. Ама тоа не го сметам како свој минус или како минус на дијалектот. Напротив, како голем плюс. Значи, јас си го збогатив својата лексика. Океј, имаме забелешки, имам од слушатели, гледачи на интернет, велат многу станувам од местото. Игор не може Многу да станувам, не сум сум мирен. Друга забелешка ми беше дека многу гледам во телефонот. Тоа веќе некој намерно ти го кажува тебе, Игор, не се секире тоа. Да. Ова е порака. Не. Порака е. Ајде сега јаски. Да не гледам во телефонот. Туку што сакав да кажам, сите кои што мене ми се допаѓа и дајте пишувате ни слободно и сега и наредните среди кои ќе бидеме заедно. Вашите коментари можете да ни ги кажувате, да ни ги пишувате, па и мислење и предлози за теми. Јас можам да ви кажам на пример дека една од темите наредни, мислам дека ќе се допаднат на многумина, е на пример кога одите да вежбате, што е поважно, дали карминот кој што ќе го ставите, дали како ќе ви во што ќе се облечете, дали патиките ќе ви бидат црвени или било какви, или како ќе вежбате. Тоа е една од темите. Да, една од темите во секој случај. Сега Игор, ајде сега да те прашам, јас те кога веќе слушателите веројатно ќе се најдат во таква ситуација, сепак во јавност или на медиум кога ќе видиш некој да збори на дијалект, како? Еве сега слушнавме. Знаеш ли зошто уствари ја мислам дека всушност оваа тема мислам дека беше моја идеја, дел од темите се твоја идеја, дел од темите се моја идеја. Дел се наша заслуга. И Саша. И Сашева заслуга. Сакам да кажам зошто ми текна оваа идеја. Ми текна затоа што си реков сакам да направиме нешто што ќе биде максимално опуштено, а од друга страна си викам за да биде максимално опуштено, мораме ние некако да зборуваме штипски, само тогаш сме максимално опуштени, нели? Тоа да. Дури сега ја и ти имаме некоја пракса да речам на зборување литературно, меѓутоа добро, тоа му е топло ради рефлекторите, не сме навикнати, имам забелешка дека не сме навикнати на видео, мислам ти си навикнат, ја не сум навикнат. И имаме чувство дека сме на радио, а всушност некои луѓе не гледаат. Ако добро тоа е фино и нека забелешуваат. Инаку Игор треба, Игор вежба, јас не е ни важно како, ама чекај за дијалектите зборуваме. Зошто ми дојде идеја да биде оваа тема? Е баш за тоа дека да бидеме максимално опуштени, а во исто време да зборуваме за нешто сериозно. И си реков како веќе те доживаат сериозно ако збориш штипски? Значи на радио, на телевизија, збориш штипски, како очекуваш мислам како очекуваш? Или било кој, ајде нека биде струмички, нека биде радовишки, независно кој дијалект е. Важно е дека некако луѓето не можат да те доживеат сериозно ако не збориш на стандарден литературен јазик. И мислам дека тоа е социјално наметнато, не може да е тоа природно. На медиумите во Македонија ние прифаќаме и тоа со драго срце, секогаш прифаќаме единствено во хумористични емисии, К15, вчерашни, таму дури ако не е на дијалект не е интересно. Да. Значи на тој начин така тоа функционира и мислам дека инаку не ни е прифатливо. Замисли сега, излегува некој на вести и почнува. Денеска у Штип
се одржа седница на Совето на општината и донесеа се следните одлуки. Добро, тоа не е тоа. Смешно е, да. Не, знаеш зошто е впрочем ова стандардниот јазик, за да можеме да комуницираме, впрочем, нели, да не измислуваме зборови па не може да се разбереме и некој рекол ај добро ќе го стандардизираме, ќе направиме еден јазик со кој што ќе се разбираме сите. Меѓутоа сега со новата комуникација, претпоставам со нова технологија, имаме многу можности лесно да се разбираме без при тоа да го користиме стандардниот јазик. Така, тогаш Дефинитивно. претпоставам била оттежната Добро. комуникацијата. Добро, арно, ама Сега се менуваат стварите. да, кој ќе ми работите? Кој ќе ми пишеш ова вечер јас сум лектор. Лектор, коректор. Кој ќе ми пишеш мејл, кој ќе ми напишеш мејл, Кој ќе ти пишам, да. кој ќе ми напишеш мејл, како ќе ми напишеш или било некому да напишеш мејл. И се забележал ли, например, на Facebook, ја и ти кога комуницираме на македонски штипски, литературен. Ретко ама јас на сум мејл, помалку. ама на Не, мејл. и на Facebook јас ретко комуницирам на штипски. И на чет. Значи, најчесто. Знам дека, да речеме, ајде, керкаме малку веќе не во тие тинеџерски години, тинеџерите пишуваат кеоемели, Ќе да. кеоемели, настрана на она другото, нели, на кој ќе пишат ОЗЗ, За тие скратеници. Скратениците, Да тоа знаеш веќе- дека и окей го скратуваат веќе, со кей, само к. Значи денеска што ми кажа дел од професорките што било поентата зошто некош зошто почнале да пишуваат кратенки, зошто е почнато на СМС да се пишуваат кратенки. Кој го вели тоа? Една професорка. Зошто? Затоа што тоа почна СМС-ите беа и во време кога беа скапи пораките. И ако преминеш во втора порака, отиде 5 денари. и готово. Значи, мислам дека и тоа, ама сега веќе нема навика останала. Навика останала и мислам дека меѓутоа тоа не е добро, ќе слушнеме. Да, одиме, Мислам и ајде за слушаме, тоа. ние имаме многу снимки, а немаме Немаме многу уште, време. Имаме уште немаме. 20 на минути, не е страшно ако пробиеме малку рокот, меѓутоа имаме уште 20 на минути да се држиме до тоа. Снимката, Кој ни е следен? па мислам дека е за медиумите снимката број 4, така ли е, Саше? Кога студентите ги прашавме што мислат за тоа како треба да се зборува на медиумите. Ајде да слушаме снимката број 4. Дали те недостасува да чуеш дијалекти на телевизија, на радио, било каде? Не. Не. Различно неготинчани и квадратчани се стварно... Зошто, например, види се, да, окей е да не се зборува на дијалект, поради тоа што нели не за џабе некој тие стандарден јазик го измислил. Да. Ама проблемот е тоа што, например, ако сега стандардниот јазик да биде у медиумите, да, окей, сето тоа се убаво. Ама сега, еве се случува, значи дијалектот ни е нас, фактички македонскиот ми е мајчин јазик, ама мене неготинскиот ми е мајчин, така? Значи, и многу е тешко, сега ние англиски колку и да сакаме, па акцентот ќе го ставаме, нели, поразлично од англичаните. Како што сега неготинците го стават, јас лично, значи акцентот ми е многу слаб. Од другите дијалекти кои ти се најмногу у Македонија? Па доста ми се свиѓа кумановскиот дијалект, поради тоа што и од таму влечам некој корен. Океј, тоа беше снимка која што зборуваше за и сега има недоразбирање меѓу студентите. И ја би сакал уште одма да ја пуштиме под број 5 студентката од Неготино која што е љубителка на акценти. И кој што на Си дијалекти, сака, но и на дијалекти. И многу сака. И многу е од Неготино и вели кавадарчани неготинци. А знаеш, различно било кавадарци и Неготино, знам. А тие впрочем не се ни разделени. Не се разделени, да, се споени, ама Споени, ете различни сме, да бидеме Не, Цацко различни. тоа го направи. Мислам дека Знаеш- Цацко го направи. Знаеш што сакав да ти кажам? Сум забележал дека некои градови многу потешко ги искоренуваат дијалектите. Си забележал? Например, особено Кавадарци и Неготино. Ама ќе слушнеш после дека има еден град кој што го загубил дијалектот. Ајде. Туку само пред да пушти Саше следната снимка, сакам да кажам, морам на студентите кои што беа на предавање на филолошки факултет да им се заблагодарам за соработката. И имаат покана да дојдат во радио во следна емисија, сите што беа, ако сакат, беа десетина и повеќе, слободно да дојдат овде. Саше, дали беа само студентки? Да. Каде? Да, само на едно предавање само студентки. Ете късмет па има. тоа ти го отидеш така се случува. Не, добро, ајде да слушаме сега кавадарички. Имаме како се поздрав, разбира. ми стигнуваат на ова дека сме некао добри, некој не Многу сме. поздрави, многу сме добри. И нешто Тони да не лаже ми, не знам. Лажам. Што лажеш? Зависи кој тоа Обично каже. не лажеш. Најчесто не. Одиме со снимката број 5 за студентката од Неготино кој што сака дијалекти. Ајде да видиме.
Дали ти прече кога треба да збориш на македонски литературен јазик? Да. Оти. Оти навиката е многу голема. На дијалект сакаш да збориш? Да, сакам. Сега да зборувам на неготински или да се На неготински баш ме занима. Поради тоа што ние секогаш и имам доста пати зборувано со на професорите тука и кажувано дека ние никогаш не удараме акцент на јазикот, повеќе секогаш било на книжевност. И затоа сега ми е многу тешко. Многу ми е тешко. И сега оиме на пракса и не знам што ќе биде. Средно како беше? На дијалект. Стрикно на дијалекти професори и ние и се беше неготински, да. Ептен неготински. Никој не инсистира на... Никој не инсистираше, да, за жал. За жал. Кога пишуваш пораки и на Facebook кога пишуваш мејлови, Неготински. Само мејлови на професори, кога пишам се трудам да изгледа, нели, на стандарден. Да изгледа, не знам колку звучи, ама... Сметаш ли дека треба можеби на медиуми, на телевизија, на радио да се инсистира зборење на дијалект? Да, треба. Зошто? Поради тоа што дијалектите се богатство на народот. Тоа е богатство. Македонија има 27 дијалекти. 27 дијалекти има и сега дека ја слушавме и ја и ти се смеевме. Интересни, јас ги обожавам дијалектите, морам да кажам, значи тоа е стварно една добра работа. Ги обожаваш, ама смешни ти се некако подсвесно ти доаѓа. Не, ама тоа не е, тоа е смеење. Као искрено, ми е као убаво. сладко ти. Значи не е подсмевање. Аха. Има разлика од смеење до подсмевање. Дека ја и се подсмевам. Чекај, ај можеш ли мала дигресија уште една за штипскиот? Мала миграција? Чекај да видиме. Мала миграција? Аха. Мала дигресија. Прочитав нешто интересно, студентка седи со студент од Штип. Сега вицки кажуваш? Како виција. Ама за дијалектите може да биде и за штипјани и така натаму. Студентката му вели на студентот од Штип, а седат во затворен простор. Студентката му вели: "Ти мора да си од Штип." Као не се знаеле, ти мора да си од Штип. Од кај знаеш? И во затворено кога палиш цигара. Да нек се познава, ој како се. Од ветерот. Од ветерот. Чекај да видиме. Зошто сите кога одиме во Скопје збориме на скопски, во други градови на наш дијалект? Аха. Скопски? Нели е добро? Да, кога одиме во Скопје, сите добар ден, како сте, се Да, синувам, има еден скеч. Кога ќе отидеме, дај ми. Имаме еден скеч, морам да го кажам за Скопје. Ајде. Некој штипенец што сакал да се зборува литературно во Скопје и сакал да праша каде има бурекжилница, рекол каде има бурекара овде. Си извинал, каде има бурекара. Одиме со спротивно мислење од Неготинката. Значи, Неготинката е студентка на филолошки факултет која што си ги обожава дијалектите и мисли дека се треба да се збори секаде на дијалект. Меѓутоа не пречи. Не пречи. Смета дека не пречи, Апсолутно. дека не е страшно. Од друга страна има друга студентка која што мисля дека пробиш ти кажеш дека е и која што го има спротивно мислење од незиното, ајде да слушаме што мисли таа. Колешки од Неготино. И ние имаме интересен наш карактеристичен дијалект, што зборуваме на него, али како идни професори, како што треба да зборуваме и да го влечеме на кај стандардниот јазик. Медиумите, литературата во институции треба да се зборува на стандарден јазик. Јас за дијалектите, јас го сакам нашиот дијалект, ги ценам другите дијалекти и тоа го оставам за разговор со пријателите, за дома, за комуникација надвор од институции. Ама ако излеземе вече во кафич, да, во кафич би можеле да зборуваме секој на својот дијалект. Ве молам едно макијато. Не. Во тој случај секој може да зборува на својот дијалект, но во вакви институции, во разговор со професорите, во медиумите, јас сум строго за употреба на стандардниот јазик. Професорите не го зборуваат стандардно, го зборуваат, нашите професори го зборуваат скоро сите, јас се влечам кон тоа. Не, и во пробиштеп сме зборувале, средно има медицинско во Штип и скоро сите професори зборуваат на литература. Океј, интересно, настана... Твојот штипски? Да, го слушам, цело време го слушам. Сакам да кажам дека оваа тема е многу дискутабилна, толку дискутабилна што ако се сеќаваш кога ги кажувавме кои теми ќе ги работиме, на кои да ги кажавме темите, веднаш почуваше да контрира на оваа тема, нели? Веднаш почуваше да има свој став, да има свое мислење. Не треба литература. Ивана, кој што слушнавме, не знам дали го кажа во снимката, меѓутоа во прв пат кој кажавме, таа од Струмица и така убаво го говори тој струмички од Многу убаво. Многу убаво. И кажа
дека е против, да речеме, за на медиумите. Зошто? Затоа, вели, па кога ќе говоре таму некој Кумановски, ние струмичани нема да го разбереме и обратно. Како ќе се разберат? Да, па тоа е поентата на стандардниот јазик, впрочем, да се разбираме полесно. Ама нели, сега од друга страна, пак ќе кажам, дефинитивно сите велат, богатство на македонскиот јазик се диалектите. Како се богатство? Веројатно затоа што укажуваат на многу обичаи, многу култури. Многу нешта имаме ние кои што се покажува со тие диалекти. Да те подсетам само кога си идевме од Охрид, дека дознавме еден термин кој што појма немавме што е. Да, како беше? Што е? За слепа улица беше, ама сети ти како беше? Чикмак. Што е чикмак? И знаеш што се случи? Да, добро што ти текна нови пример. Ми текнува? Ти текнува. Знаеш зашто е добро? Затоа што, впрочем, тоа е македонски литературен збор, мислам, стандарден збор и го има во речникот. А јас ти него ме чуле во моите 50 и него години во твоите. Така, имавме една заедничка пријателка од Битола, која што се возеше со нас и вели немој пази овде да не фатиш чикмак. Викам, што? Чикмак. И наводно ми вика целата пуна со самодоверба, па тоа е македонски збор, не знам како не го знаеш. И стварно навистина проверив на интернет и навистина е македонски збор, чикмак е слепа уличка, тоа не да знаеш. Ти кажам ли уште нешто ново што научивме пред некој ден? Пред некој ден, токму со Ивана исто, која прашав за маф и која кажа, тоа е место кое одат килаците. Кој бе килаци? Добро, килаци? Добро, тоа не верувам дека е стандарден. Што е килак? Саше, дали знаеш што се килаци во Струмица? Не. Значи, да знаат и слушателите, тие кои што излегуваат вели во кафич и си порачуваат цело шише. Килаци. Килаци се тоа. Па ти видиш, ти имаш предиспозиција. Знаеш што вика? Вика, добро, како го викате вие тоа? Литро. Како и да ги подсетим оние кои што не слушаат, дека слушаат Универзитетското радио Угода FM. Тоа да не забораваме. И дека говориме, ова е ненокна програма на Угода FM, со породилни болки започнавме, сега сме добри на Facebook, одиме во живо. И темата ни се диалектите, ќе бидеме и наредната среда и наредните среди заедно овде. Со други многу интересни теми. Се надам дури и со студенти. Се надам дека ќе ни дојдат гости, да. И се надам дека ќе најдеме начин да ги скучиме рефлекторите од ми е Жешко. Не, епа. Да, може и тоа. Може и тоа, се нема проблем. Мене не ми пречи. Друго сакав да кажам, дека имаме уште многу снимки, имаме уште 10 минути. Одиме за Скопје загубен диалект, тоа е професорката Виолета Димова, која што ти зборуваше со неа, така? Да, многу интересно е. Сакам да кажам, во овие снимки нема тоа да се слушне. Професорката извонредно ја поздрави ова тема. Да? И рече дека е добро, дека е филолог бе тој. Дека е добро што го покренуваме ние и таа вели дека во Скопје треба во институти да се покрене прашањето на диалектите и зачувувањето како да се зачува. И рече дека е одлично, дека е добро што Универзитетското радио го работи тоа и се договоривме и за некои други емисии кои што ќе ги работиме во стил на рубрики на Универзитетското радио што исто така ќе бидат во насока на учество и на студентите. Впрочем, тоа е и функцијата на ова радио и одлично беше тоа што таа ни го кажа. И знаевме дека кога дошла на Угода не знаела што е енос. Енос, да, тоа е лош збор. Доправа. Анџак. Како ќе го објасниш енос со анџак? Ако некој нека ми го напише, ајде, ве молам некој на Facebook нека ми го напише она како беше, не те видех са Балдисаки како беше. Не те Струмички, да. Така нешто е. Добро, одиме со Виолета Димова за Скопје загубениот акцент. Тоа бил единствен град кој што го загубил диалектот. Вели само Скопје го загубил. Нема диалект. Да, нема диалект, има жаргони. А кој сака да чуе скопски диалект, може само да оди да гледа, да речеме, Среќна нова 49, например, таму Тофе која свири оној познатиот и некои други реплики таму има, ама ќе слушнеме од професорката и ова е интересен дел, слушайте внимателно. Скопје не оформи свој диалект. Остана ако зборуваме за губење на диалектите, можеме сам не единствено Скопје. Не прво, единствено. Единствено Скопје. Зошто? Заради тоа што јас сум скопјанка. И вие на некој начин за добро дојдовте кај мене, затоа што јас како скопјанка можам да ви кажам и за губење на диалектите. Значи, моите родители и дедо и прадедо биле скопјани.
И сега, јас едно што памтам, може би заради мојата професија, јас сум го изгубила под наводници. Јас знам кои се белезите на скопскиот дијалект, не од книгите, туку од средината, зато моето најтесно обкружување, значи тој субјективен, интимен идентитет. Меѓутоа, јас го немам тој субјективен идентитет. Мене не може да ме препознаат од каде сум. Заради тоа што јас не влечам кон ниеден дијалект, чисто стандардно зборува. Но мојот татко, мојот дедо зборуваа бева, отидова, рука, ноги и така натаму. Тоа што го гледате во Свекна на 49, во некои други филмови кај што... Да, ама само на филм, а не и во меѓусебната комуникација на скопјаните. Ние меѓу себе многу малку се знаеме и се создадоа жаргони кои што се влијание, за жал, не од нашите дијалекти. Не од нашите дијалекти, туку од нешто од српскиот јазик, од англискиот да не зборуваме. Тоа е една голема. Значи, вие дојдовте да зборуваме и добро е што зборуваме. Секогаш треба да се зборува за дијалектите и употребата на дијалектите, и нивното богатство и нивното значење за стандардниот јазик. Особено ми е драго што вие во Штип го потегнувате тоа, а не се потегнува, да речеме, од еден центар на лингвистички центар или дијалектолошки центар. Впрочем, секогаш кога се крема на едно повисоко ниво, ова прашањето или решавањето на проблемот не се решава. Океј, супер, како се вика, анализа за Скопје, ја ова не го знаев, например. Да. Ова е многу добра финта, дека Јас мислев Скопјани немате дијалект, бе. на Битолче секој ќе Скопје нема дијалект. Еј, да, може тоа. Оти они им викат Битола нема аеродром. Знаеш што е сега? Им испрати автобуси. Што? Скопје им даде на Битола автобуси. И нели од овие што не им требаат и за да си имаат автобуси. И сега што чуреле, не е битно. И сега имаше денес каде три вели следно што ќе им испратат скопјани на Битолчани, ќе им испратат еден авион за да ги зезат дека немаат аеродром. Дека нема кај да го летаат. Дека нема аеродром. Ама ама немаат овие дијалект, па ќе може да надополнат. Сакав да кажам, имам коментар на тука на мобилен стигнуваат коментари. Дека лажеш дека комуницираш на месенџер литературно, Тони те фатија. Ајде да пробам јас. Имам коментар дека добро изгледаме, Тони. Нормално сум, да се разбереме. Океј, седи. Чекај, имаме уште, како се вика, снимки. Ќе опробиеме време, да не се занесуваме. Скопјани? Велес. Велес? Што Велес? Занесуемо. Така ли беше? Занесуемо. За предавањата на професорите. И тоа го зборувавме и тоа е интересна тема. Ќе ослушнеш? Имаш таму? Не, малку контактот. Знаеш што беше интересно? Интересно беше тоа што констатиравме дека професорите кога зборуваат во предавална се свичуваат на литературен, Аха, пази збор. Ете. Ако излегуваат надвор од предавална, веднаш го менуваат во штипски или од каде и да потекнува. Од каде да се доаѓа до израз. Ама тоа е многу чудно, нели? За мене не е ни толку лошо, искрено. Не е лошо, не. Тоа значи дека внимаваат каде треба навистина и постојано да го употребуваат. Сега ајде те прашам јас, на пример. Мене? Дали треба ние на универзитетот кон студентите кои ќе дојдат на шалтер, ќе дојдат на консултации, да се обратиме строго на македонски литература? Ја мислам дека треба. Мислиш? Мислам. На студентски прашања. Мислам. На студентски прашања, да. Не знам тоа. Ја мислам дека тоа правиме оваа емисија. Нека ни кажат некои од слушателите или оние што не гледаат на Facebook, што мислат за тоа. Саше, одиме со за предавање за професори, значи тоа е снимката 8, која што се однесува на тоа што овие студентките мислат за предавањата и ни соопштија детали, односно ни кажаа детали за тоа како се предава. Например, во мое време, ја кога бев студент, иако јас сум помнато, тоа е многу евидентно. Добро. Ја кога бев студент, сакаш да кажеш дека тоа убаво изгледате за тебе, јас станувам. Не, ќе ти кажам после емисија. Кога
пореа професорите зборуваат само на литературен јазик и ја морам да кажам дека мене као студент тоа беше малку пречка. Затоа што не знам, мислев дека треба да не ми се познава дека сум од Штип, да не ми се познава дијалектот, па како кој збор е соодветен да го употребам, и тоа ми беше пречка малку да влезам во комуникација на предавање, да речем, тоа морам да го кажам, морам да го признам, и сега од кога станав новинар, многу почесто го употребувам литературниот јазик и многу набречам на овие конференции на било што кодиме, не ми е проблем да зборувам. Ама ќе се согласиш дека веројатно сега ти е јасно од и тогаш всушност тоа било несигурност. Да, имаше некое Како етикетирање, беше? така? Добро, тоа го имало, мислам дека во Има денешно време некое. помалку го има. Да, имаше. бидејќи Имаше као ха-ха-ха, добро, ти некој си збор ти студирал во кажеш. Скопје, Да. и јас студирав во Скопје тоа време. Скопје во тоа време не беше толку глобално село како сега е прилично глобално. Сега е село. И мислам дека и тоа Сега си е цело влијае. село. И тоа си влијае. Знам дека го пробиваме терминот. Ќе го Одиме пробиеме, нема проблем, ќе одиме уште малку, нема проблем. за предавањата, значи осмицата ја слушаме во овој момент со студентите. Окей, и това што някои няма да ги разбират зборовите. Например, нели така може да научат повеќе зборови, да речем? Нели Абе, така да, може да се ама- збогата јазик? Да, но някой ако го интересира, може да научи повече зборови без да му се говори на струмички на вести, например. Да, така може да се изгуби литературниот и македонски Да, јазик, да. така ли, стандардниот. А забележале ли сте, например, дека секојаш кој треба да збориш литературно, некако стануваш по-официјален? Да, всеки път. Зашо е тоа така? Дори някой мислим от се мени гласо, как е, не знам защо. Нели стануваш неприроден? Да, да. Зашо е тоа така? Не знам. Заради официалност най-вероятно. А секојаш размислуваш на дијалект, така ли? Да. Или зависи. Размислуваш на Зависи дијалект. защо. Дали би требало според вас да биде на дијалект или на литературен јазик? Не. На предавање? Би трябвало да е на литература, ама лично мен не ми смета, пошто има професори, што говорят мешано да кажем и литературно и нещо на диалект, не ми смета, окей. Не. А вие студентите? О по-големи брой случаи си говорим на струмички, пошто до сега никой професор ми нема дал некоја забележка, ако можеш да говориш литературно или билшо. Например, ако ми каже някой, мен нема проблем да говорим на литературен македонски. А ти? На кој дијалект збориш? Радовишки. На предавање. Да. А професорите? Не се зборат на литературно. На македонски литературен јазик. А како неофицијална комуникација го сретнеш истиот професор, смене ли го дијалект? Па да. Да. Ако е надвор од предавално, он збори на неговиот дијалект. Да. Ако е предавално е као друг човек. И па, пошто предавањето се смета како нешто не е обичен разговор, он ствари се обраќа кон по-голяма целна група. Има студенти од различни градови, он предава фактички, това што го предава Треба да е. на македонски литературен, пошто е не знам. Да. Океј, интересно. И ова се Ивана и Симона, морам да кажам. Ивана е струмичанката, Симона е радовишанката. И Ивана, мислам дека тука имаше многу добри поенти. И една добра поента е кога се обраќаш на луѓе кои што се мешовита група, имаат различни дијалекти, фер е ти да се обраќаш на стандарден литературен јазик и заради тоа е фер и е паметно и е окей да се обраќаш на медиуми на стандарден јазик. Заради тоа што не знаеш Се многу така. гледачи, многу слушатели. така. Не се обраќаш само на штипјани. Да. И затоа е логично. Имам коментари на чекај, од Христина имам еден коментар. У средно, вели, професорите предаваа на литературен, а се дереа на штипски. Ова е добро. Ова е добро. Јас имав нешто тука, мисля дека некој ми пише дека и лекарите, вели, например, дали треба лекарите зборуваат на литературен, на македонски литературен јазик. Да, има некои лекари се понашаат. Ама ако имаме, Игор, ако имаме ситуација ние дека кај лекарот ќе дојдат луѓе кои што и не се толку со по-возрастни и Како мислиш? и сега сестрата кој рече бабо, ти треба ова да го земаш по 2 пати. Сваќаш? Дека Мора да литература не е мора- соодветно, да. Таму, значи треба да се прилагодиш некош, ама добро, Да. тоа се други ситуации. Тоа се други ситуации. Знаеш што сакав исто да споменам, уште на почетокот на емисијата ми текна, го пробивме терминот. Не е Ми страшно. текна
дека имаме еден колега, новинар, кој што долги години работел како новинар и претпоставувам затоа што многу често зборувал литературно, му има влезено во секојдневието и некои зборови ги фаќа на литературно. Видов, одев, Ангел. Ангел Димитров, да. Да. Си забележал? Ангел Димитров. Каде одите кога ќе те сретне на улица, така? Ти зборува на литературен некој јазик. Дури чудно ми. Ама знаеш, нели? Да, Си го забележал? Да, дефинитивно. Океј, одиме со професорката Виолета Димова. Имам уште 3 снимки, тоа не мора да ги поминеме сите. Ќе поминеме, не е страшно да го пробиеме терминот. Да го Ова е пробиеме. затоа што на почетокот бевме проблематични. Дезориентирани. Значи технологија влада, народ страда. Што да правиме? Но ова беше на стандарден литературен јазик. Ова е на стандарден литературен српско, македонско, балкански. Знаеш што, јазик. само морам пред да ова кажам, да споменам еден мал детал. Христина вели, зошто коментарот што ти го пишав на штипски го прочита на литературен. И сега овој го прочитав, та пак ме пишува на штипски, а пак читам на литературен. Христина, дојди тука и кажи, што да Да. ти кажам. Те поканев денес. Да. Знаеш што сакав да кажам? Што сакав да кажам? Тони заборавиш се сега. Не знам, нешто сакаше да кажеш, ама не сум сигурен. Океј, ај ќе кажам после снимката, веројатно ќе ми текне, да. Ти текнува денеска многу, ќе ти текне. Ми текнува, многу. Одиме со Виолета Димова за пишувањето, за оно што зборувавме Да, пред да, малку, да, да. дека голем дел од И студентите зошто е проблем? така. Ајде, слушам. Нашите деца, најмали деца, најмала возраст, прво, второ одделение, веќе имаат мобилни телефони и можат да отворат месенџер, можат да отворат Facebook и пишуваат и на кирилица, па дури и на латиница, нели од прво одделение сега има почетно учење на странски јазици, англиски, германски. Значи и тоа влијание е прилично опасно би рекла, затоа што јас добивам не само што добивам порака по ЗЗЗ. ЗДР. Значи не дека ќе заборави да зборува, нема да научи да зборува детето. Значи од прво, второ, трето одделение тоа е загледано во телефонот, врти на интернет и не зборува, не комуницира. А јазикот се богати и со зборување. Кога ќе си слушнам јас што сум изговорила, тогаш знам дали сум погрешила или не сум погрешила. Ако во себе си зборувам со компјутерот, со лаптопот, јас не знам дали грешам или не грешам. Океј, добро е, супер е. Тони, ова беше многу интересно за пораките. Сакав да ти кажам дека ми стигнуваат пораки кои што ми зборуваат несоодветни зборови за на радио и ми велат дали ова е дијалект, тоа нема да го кажам. Сакав да кажам нешто друго. Понекогаш се смета дека еден колега пред да ја почнеме емисија ми даде еден коментар, вели има многу малку успешни луѓе кои што зборуваат јавно на дијалект. Еден кој е, знаеш? Еден е Жан Митров. Жан Митров. Примери сите го поздравуваат тоа на некој начин, ама тој го прави на многу некој симпатичен начин, да ти кажам. Да. Значи не И преска Саша рече што е важно на кој дијалект ќе збори кога прави операција, добро го прави тоа, знаеш. Уопште не е важно. Луѓето се фаќаат за тоа, зошто збориш типски, како може да збориш ти, не научи скопски, не знам. Скопски, како бе скопски? Инаку се фатив и сам себе си некош на вистина. Ти се расправаш на интернет? Не, се моментално се расправаш. Се фатив сам себе си дека некош на вистина и јас пишувам пишувам на дијалект. Некогаш. Тони, дај да се расправаме на интернет дека тече емисијата. Океј, одиме со Виолета Димова за идентитетот, тоа ни е предпоследна снимка. Ова за мене, дека го слушаат внимателно сите, ова е најголемата вистина и мислам дека ова може да биде како една дефиниција и порака кога станува збор за дијалектите, идентитетот и не знам што уште. Ова е нешто што јас би го ставил во учебници. Сега што ќе го каже професорката Димова. Дијалектот е белег на интимниот идентитет, на приватниот, а литературниот, стандардниот јазик е белег на националниот идентитет. И токму затоа велам, вие кога ќе влезете во училница, пред да влезете во училница, ќе си го ставите дијалектот пред врата. Кога ќе излезете од училницата по завршување на предавањето, земете си го со себе. Затоа што би било навистина непримерно да зборуваат макар и на паркингот, на паркиралиштето на кампусот,
секако сме ние филолози, филолошки факултет, најмногу треба да внимаваме, иако сите треба да внимаваме на правилната употреба на јазикот, односно на стандардниот јазик, сепак навистина е смешно и ќе биде предмет на исмејување ако зборуваат литературно секаде и дома, и надвор, и на улица. Значи, тоа е белег на интимниот, односно субјективниот идентитет или потеклото. И никој нема право да ни забранува да зборуваме на дијалекти. Но од друга страна, кога е официјална комуникацијата, ако не се употребува стандардниот јазик, според мене тоа е казниво. Нели го донесовме законот за јазици одамна. И би требало да биде казниво. Казниво е Тони? Ете, значи, морам да кажам дека точно имаме закон. Има. Да, ако не го потребаше казниво. Така да, значи... И сега кажа неколку работи кои што се важни, дека е смешно, па и од друга страна да зборуваш нон-стоп литература. Да. Нели? Меѓутоа, она за идентитетот се мислам понашаш. учебници треба да влезе. Значи, дијалектот е одлика на личниот, приватниот, интимен идентитет, а македонскиот литературен на колективниот. И мислам дека е тоа многу добро, мене ми се допадна многу. Исто како што, на пример, ова ми се допаѓа колку што на многу од нашите колеги им се допадна говорот на ректорот на Да, го спомена Христина ми прати дали ректорот се смета за успешен, апсолутно. Да, успешен човек кој што зборува и користи дијалект, меѓутоа мислам дека во официјална комуникација ректорот не употребува дијалект. Многу ретко. Или многу малку, да, ќе му се испушти некој збор. Види, значи, затоа што е од овој крај кој што рековме дека е најтешко трансферира во литературен. Не знам зашто. И не знам да потсетам што кажа студентката. Стојан Андов, нели, до крај на мандатот тој си збори бре кавадаречки крај. Мислам дека студентката од Кавадарци убаво кажа Криволак и како беше другото село и не знам, да. Пепелиште, различно зборуваат. На река Велики дели. Различно зборуваат. До толку не знам дали, ама мисля дека потврдува се ова што досега слушнавме дека навистина е богатство. Да, имаме многу дијалекти. Одиме со последната снимка затоа што стварно немаме веќе време. Ќе имаме време за одјава сам. Да, ќе имаме време и уште по некој збор да кажеме. Зошто е смешен дијалектот? Тоа го споменавме. Зошто се смееме? Дека се смееме и дека на сите комични овие емисии што се употребуваат дијалекти, така? И не е успешна некој направи хумористична емисија во кој што ќе нема дијалект, нема да биде успешна. Освен тоа Хихирику, само така? Хихирику Може на да македонско радио, да, Ама тоа сега овие што не слушаат моментално Хихирику не знаат што е Хихирику. Добро. Ајде да слушаме оваа снимка. Сите овие комични емисии се на дијалект. Па посмешно. Нели? Да. Дури за тие што го прават и за Комаровци, Да. претпоставувам дијалект е посмешен. Посмешно е, например, лично студентен дијалект, кога слуша док дијалект му е смешно, пошто има многу големи разлики. Не го доживувам така литературни македонски. Сега, например, листа емисии што би го направил оној на дијалект, ако е направен со литература македонски, би изгубил смисла, мислам, нема да е това. Тоа значи разликите ни се смешни, така? Па да. Значи ако сме различни, сме смешни. Да, ако сме различни, сме интересни, ако сме сите исти, какво е поента? Исти сме, знаеш. Завршиме, да. Завршиме и со тоа ќе завршиме во ова издание. И да, зборувавме за тоа дека разликите ни се смешни во овој случај. Меѓутоа убав збор употреби Ивана, интересни. Интересни, Значи, да. Тоа е уште како битно, Да. важно, затоа што значи јас не знам, ако треба човек да извлече заклучок, она што го кажа професорката Дима, мене ми е најважното од ова, но ако треба инаку да извлечеме заклучок, да, треба да си го почитуваме и да си го негуваме дијалектот, но на медиуми, во институции да се трудиме колку можеме повеќе да го употребуваме македонскиот литературен јазик, затоа што на вистина имаме Да, мислам дека остай тоа што е казниво. Да, од ова може да извадиме неколку заклучоци. Односно, еден од заклучокот е да не се зема за зло ако на некој му се испушти по некој збор. Да. Да не го етикетираме човек дека е глупав, дека е неинтелигентен, дека... Например, јас, за мене,
лично го познавам Никола Маџиров, тој од Струмица. За мене тој е брилјантен човек, тој е гениалец и многу често доаѓа на гости кај брат ми и тој зборува струмички. Меѓутоа не треба тоа да биде никаква пречка за неговата гениалност. Тој апсолутно според мене е еден врвен човек, поет, уметник и навистина не треба да им се зема за зло на луѓето за своите дијалекти и не треба да се етикетира. И некако мислам дека треба да се внимава во смисла кога сте во друштво да не им се земате за зло, да им се смеете, да не им се подсмевате на луѓето кои што да не се подсмеваме, ако се смееме е добро. Ако се смееме, значи во кој смисол? Еве денеска јас заборавив да прочитам уште кога најавивме дека вечера почнува првата епизода на неноќна програма од 20 до 21. Најголем дел од времето во оваа епизода ќе збориме за дијалектите, да збореме ли на штипски или не. И Зоран Костовски ни пишува, вели нормално на штипски. Ама тешко оди, значи доказ дека ако се обидеш, Игор, ако се обидеме да водиме програма целосно на штипски, не ни оди. Веднаш се префрлуваш, не ти оди некако, добро, не се чувствуваш. Нас си навикани, јас сум 10 години, ти си 30 години у медиуми, навикани е, така. Дефинитивно. Како и да е, мислам дека... Пак искористив прилика да кажам колку сме разлика. Колку? Окей. Добро, ќе говориме една емисија за разликите во години. Ова е за дискриминација, ова е дискриминација по години. Да. Единствена разлика се добро, има во други области разлика, ама се почувствува некни на калин камен качувањето ми одеше потешко отколку на тебе и на некои други помлади. Ама да не заборавиме, ги дружев и дамите кои што се изморија многу и морат. Извади ги темите од другите емисии ако можеш. Темите од другите емисии, да најавиме што. Да најавиме, да, затоа што веќе го пробивме дебело терминот, го пробивме заради тоа што почнавме некако покасно и имавме мали технички проблеми, ги надминавме. Еве па ако сакаат, некој ги интересира. Која е причината да се стават тетоважи? Втората, која е највистинската причина за брак? Бременост, години, пари. Како се однесува наставно-воспитниот кадар во градинките, како треба да се однесуваат? Дали на вистина може ли треба да се тестираат пред да отидат работат во градинка? Има се, знаеш дека има, се менува закон. Многу често имаше игро ситуации на обвинувања дека се тепани деца. Вчера имаше ситуација во некоја скопска градинка дека наводно ги ставале децата во шкафче со мушички. Учителките? Не, имаше таква ситуација, Мила Царовска веднаш најави дека ќе одат да проверат. Одиме натаму, што е другото. Дали глупоста е наследна? Глупавоста, да. Глупавост. Живот без мобилни телефони. Сакавме да направиме експеримент да ги исклучиме телефоните, јас за тој експеримент не се вклучувам. Стварно? Тешко. Нема се вклучи за жртва на оваа емисија. За колку време? Па барем 24 часа. Многу е. Како? 2 сата може. Како е 2 сата? Одиме натаму. Сурогат мајки. Ова е многу интересно. Дијалекти и нивната употреба, веќе сме тука. Така. Кога е време да смените работа? Дали станува здодевно на одреден временски период да работите иста работа затоа што не сте веќе продуктивни? Дали среќата зависи од парите, Игор, Ова е многу интересна тема, знаеш? Дали со само не знам кој ќе збори на таа тема. Богатите. Овде секој не биде милионери, цело студио милионери. Да. Ова е добра. Што е најважно кога одите во теретана? Карминот, патиките, хеланките, фризурата. Ова малку иронично го предложив јас, ама не е битно. Мобилните телефони на предавања во училиште, во друштво, на театар, на јавни настани, за или против. Односно тоа му дојде како бонтон за мобилни телефони, за однесување. Или, например, како е тоа, сега ти ако ми избориш, Саша не гледа таму, не гледаат и на интернет сите, и сега седиме во кафич и сите не гледаат. Не гледаат. Кој не гледаат, не гледаат. Така. И сега во кафич Игор ми избори, мене нешто ми кажува, јас. Да, не е вред. Колку е тоа културно. Тоа е одлична тема, мислам дека треба и за неа да зборуваме. Што имаме друго? Здрава и нездрава храна, вистини и заблуди, диети и изгладнување. Тука Дијана може добро да ни дојде, а и Саша како пример на диета. Саша има доста познавање од диети. Колку луѓето што сакаат животни почнуваат да не ги сакаат луѓето. Ова е многу интересно. Многу интересно. Предлог е. Поврзано со тоа колку е хумано да се затворат животни зоолошките градини условите во нив. Дали воопшто треба да има. Сега она што е актуелно во Скопје се подготвува LGBT настан и некош можеби ќе говориме и за хомофобијата и најново што вчера прочитав, а многу интересно ќе биде, во Македонија 70,2% од младите,
Во Македонија 70,2% од младите од 25 до 29 години живеат со родителите. Само ти го кажа коментарот многу е Во Европа 38,6. Зошто е тоа така? Кој е коментарот? Коментарот е на едно од темите ми пратија порака. Вели, која беше темата, кога е вистинско време се смени работа. Да. Ми Ние пиша, 20 веднаш. за нас 20 веднаш. Ние 20 веднаш да сме сменеле професија. Добро, ајде. Одиме шофери да видиме. Океј. Да не е тоа некој филозоф човек. Не, некој колега е, Иван Бојаджиски. Добро. Иван покана за Иван наредната емисија да биде овде со нас како доаен ветеран Ветеринар. на македонското новинарство. Океј, време е да завршиме. Дечки, фала многу што бевте сите со нас, сите што беа на интернет заедно со нас на Facebook. Ветуваме подобри ќе Ветуваме подобри секоја емисија во среда од 20 до 21 часот. Ова не е ноќна програма, така е. Се слушаме во идната среда. Уште еднаш ви благодарам што бевте заедно со нас. Универзитетско радио, како беше? Имаме обврска да кажеме. Ова беше неноќна програма, емисија на Универзитетското радио, УГД ФМ. Главен и одговорен уредник на Универзитетското радио Игор Стојанов, уредници и водители на оваа емисија Тони Михилов и Игор Стојанов, технички реализатор овој пат беше Александар Максимов. Благодариме што бевте со нас, имате убава вечер и се разбира, бидете со УГД ФМ и утре и задутре, а наредната среда повторно со неноќна програма. Чао. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough